последно време е тренд да се работи од дома, па и проповедниците почнаа да ги прават своите проповеди, т.е. да ги снимаат дома и да ги пуштаат преку социјалните мрежи и така да бидат достапни до секого. Јас решив оваа беседа да ја направам во дворот, бидејќи верувам дека на многумина им здоде да седат затворени во 4 зида. Затоа и однапред ви се извинувам доколку во текот на снимањето се слушат звуци, соседите се малку погласни, може да лаат и кучиња, но верувам дека тој амбиент од природата ќе му дојде како добре дојдено на секого. Насловот на беседата е безбедно место, тоа се обидува да даде одговор на прашањето има ли безбедно место на земјава. И ова прашање е актуелно последниве денови, посебно ако се има пред фактот дека човештво буквално и поголемиот дел од човештвото е затворено во карантин. И слушаме од секаде препораки да си седиме дома, зашто дома е најбезбедно. Да е безбедно за нас, најбезбедно и за останатите. Меѓутоа, јапонците кои се многу педантни и водат статистика за се, утврдиле дека годишно во Јапонија 5000 души губат животот само во купатилата, поради различни причини. И тоа е за 20% повеќе од жртвите во сообраќајните незгоди. И затоа следниот пат кога ќе одите да купите заштитни ракавици, маски и останати работи, купете си и влечки кои не се лизгаат, зашто седењето дома и не е толку безбедно. Но има ли безбедно место, тоа е прашањето. Еден псалм кој ќе го разгледаме, ова беседа, говори за едно многу безбедно место, најбезбедното место. Божјото засолниште е безбедно место. И ова псалм е многу убав, христијани да си го сакаат и гледам деновиве се споделува и на социјалните мрежи. Внатре поетските описи или областите за кои се говори дека Бог се грижи за нас, се можеби архаични, не се актуелни. Например, пишува дека Бог не чува од змија, од животни, диви животни, од лак или стрела. И се разбира, сето тоа е така поетска имагинација и е метафора за видови на опасности. Меѓутоа, има едно нешто кој ми го привлекува вниманието, во псалмот се вклучени и епидемиите или пандемиите. Така да, заштитата за која говори овој псалм, сигурноста која го дава, е сигурна, е апсолут за сите времиња. И е посебно достоен за внимание овој псалм поради една друга причина. Имено, овој псалм е единственото место од Библијата кое беше цитирано од сатаната. Кога Христос беше искушуван во пустинјата, сатаната цитираше од овој псалм. И се разбира, тој тоа го направи изопачено, со цел да искуши. И за жал многумина и денес современи христијани неправилно го толкуваат и му дават неправилна примена, го изопачуваат овој дел од Божјото Слово. Во секој случај, јас верувам дека ќе бидеме охрабрени преку овој псалм, да го следиме патот на побожноста во Божјото присуство. Псалмот е поделен на неколку дела така тематски. Во почетокот, во првите 2 стиха, псалмистот ни го представува Бог како субјект на нашата безбедност. Потоа, од 3 до 6 стих, можеме да видиме области кои ги покрива Божјата заштита. 7 до 10 стих гледаме една посебна област, а тоа е заштита од Божјиот гнев. 11 и 12 стих не запознаваат со ангелите како посебни агенти на Божјата заштита. Резултатот од сигурноста, од заштитата е представен во 13 стих и 14 и 16 стих се така една гаранција, тоа е самиот Бог се вклучува и тој самиот гарантира дека ќе обезбеди таа заштита. Како што кажат првите 2 стиха, во тие 2 стиха е представен субјектот на нашата заштита, тоа е самиот Бог. И вака пишува псалмистот во овие 2 стиха. Кој живее под закрилата на Севишниот, тој престојува во домот на небесниот Бог.
И ќе му рече на Господ, ти си мој застапник, ти си моје пребивалиште, Бог мој, и на тебе ќе се надевам. Значи, во првиот стих се употребени две имења за Бог, Севишниот и Семокниот. Едниот е превод на Елион или Елион, кој значи оној кој е највисоко од сите, оној кој стои на врвот на хиерархијата, оној кој ги дава сите команди, оној кој има контрола над се. Со други зборови, се што се случува е со Божето знаење. Ништо не може да се направи без неговата дозвола. И тоа е многу успокојувачки. Кога треба некој да обезбеди сигурност, многу е важно се да функционира како што треба. Во моментот имаме едно тело на влада која се справи и треба да се справи со состојбата, меѓутоа гледаме внатре представници на различни партии кои изнесуваат различни ставови, некои се за еден модел, други за друг модел, некако си ги саботираат мерките и на крај сето тоа создава чувство за несигурност. Божјата заштита е сигурна зашто она што Бог наумил и она што тој смета во неговата премудрост дека треба да се направи, тој го прави. Сите извршуваат Божјата волја. Вториот термин е Шадај и говори за Божјата неограничена сила. Ел Шадај значи всеможниот Бог. Тој она што го наумил, она што смета дека е добро за нас, безбедно тој и може да го направи. И за прв пат тој по тоа име Бог се представува во Битие 15 глава, кога разговараше или му вети на Авраам, кој тогаш беше 99 години, дека следната година ќе има син. За него, за Бог, нема ништо невозможно. Така да, оно што ја нуди за крилата, безбедното место, е Севишниот, кој има се под својата контрола, и саможниот, оној кој може се. Така авторот на овој псалм ги искусил во својот живот, ги искусил таа сигурност, таа безбедност, и затоа може да каже уште на почетокот, мојот Бог, во кого верувам, тој е моја закрила и моја тврдина. И сега, кога зборуваме за овој псалм, треба да кажем дека авторството не е јасно идентификувано, но од самиот контекст можеме да го препознаеме Мојсей како автор, зашто во многу места сцените кои се опишани говорат за искуство кој Мојсей го имаше во неговиот долгогодишен живот во Египет, во пустинјата и така натаму. Така да, овој псалм е еден вид сведоштво на Мојсей за грижата што е искусил од Бог во неговиот живот. Така, тоа се првите два стиха. Третиот до 6 стих говори за области кои се покриени со Божјата заштита. И таму вели вака: зашто тој ќе те избави од стапицата на ловецот и од чумата погубна. Со плеките своји ќе те осени и под крилјата негови ќе видиш во сигурност. Неговата верност е штит и одбрана. Нема да се уплашиш од ноќен страв, ни од стрела што лета дење, од чумата што пустоши во темнина, од зараза што опустошува наплавне. Две метафори овдека ми го привлекуваат посебно вниманието. Тоа се ќе те осени под крилјата негови, и втората, неговата верност е штит и одбрана. Тоа е штит за одбрана. Првата метафора е зооморфична, крилјата Божји, тоа Бог е представен во ова метафора како птица, мајка, која под своите крилја ги заштитува малите. И таму под крилјата е меко, топло, удобно. Оние кои ноѓаат за солниште кај Бог се на сигурно, меко и удобно место. Втората метафора за штит говори за заштита, тоа препреката со која се соочуваат оние кои напаѓаат. Ако оние кои се скриени во Божјото живеалиште се на сигурно место, оние кои напаѓаат се содираат со метал, железен, ладен штит. Значи, кажавме за
верноста на Бог, koja vključuje udobnost i zaštita. Gledate, socijalni život nadvor od Skopje je buren i to je dobro. Tretji stih ги вклучува областите во кои Бог ќе покажува неговата заштита. И овде ги имаме стапица, имаме смртоносни болести, имаме чума, имаме различни видови. Така има еден широк спектар на опасности од кои Бог не заштитува. Имаме стапица која говори за нешто невидливо, нешто што не знаеме дека не очекува, а имаме смртоносна болест која е видлива, која е јасна, која треба да очекува. С други збори, Божјата заштита се протега насекаде, дури во оние нешто кои не ги гледаме. И често пати знаеме да благодариме за работи кои били очигледни дека Бог не заштита. Меѓутоа има многу моменти во животот во кои не сме биле спасени од Бог, а тоа воопшто не го знае, не сме го ни забележали. Бог се грижи во невидливите нешта, Бог се грижи во видливите опасности. И потоа во 5 стих говори за ноќен страф, говори за стрела што лета дење, говори за чума што пустоши во темнина, зараза што опустошува наплане. Така да говориме за дење, ноќе, пладне, темнина. Тоест, Божјата заштита не е ограничена во определен период на денот. Таа е постојана. Преку целиот ден, 24 часа. Нема ограничено време, нема работно време, нема неработни денови, нема годишен одмор. Бог не е во карантин. 7 до 9 стих говори за една посебна област, тоа е заштита од Божјиот гнев. И вели, покрај тебе ќе паднат 1000 и 10.000 десно од тебе. Но до тебе нема да се приближат. Само ќе гледаш со очите своји и ќе гледаш казната на нечестивите. Зашто Господ е за солниште, надеж моја. Севишниот го избра за своје прибежиште, зло нема да ти се случи и неволја нема да се приближи до шаторот твој. Во овие стихови доаѓа до израз Божјата казна над неправедните. И овдека Мојсей говори или го споделува искуство што го виде во Египет, кога Бог му заповеда да отиде таму и да побара од фараонот да го пушти Божиот народ, фараонот одби и тогаш заради таа непокорност кон Бог, тој бунт кон Бог, Бог го изе својот гнев. Имаше неволи, 10 неволи, скакулци, водата се претвараше во крв, добитокот настрада и на крајот последната неволя беше најстрашната кога првородните машки деца во Египет загинаа. Меѓутоа, и буквално паѓа од лево и од десно на Мојсей и лјадници, но децата на Божиот народ останаа недопрени. Така да, најсигурната заштита, која овдека не ова вирус, нешто ми застана на грлото, не сум болен од това. Големото охрабрување и спокојство овдека е заштитата од Божиот гнев. Покрај заштитата од човечка опасност, од животни, од болести, Бог вели дека во Божјото присуство ние сме сигурни и од Божјиот суд. Зашто ние не сме заплашени само од човечки, материјални опасности, физички. На крајот на краиштата секој ќе треба да застане пред Бог и таму да даде отчет за своите гревови и ќе се соочи со Божјата правда. Но оние кои ќе се скријат во Божјото присуство, оние кои ќе се засолнат под Божјото крило, тие ќе бидат зачувани од Божјиот гнев. 11 до 13 стих говори, или во него, во овие два стиха, 3 се вклучени агентите, или посебните агенти кои се ставени во служба нашата безбедност, тоест ангелите. Ке вели, затоа што ќе им заповеда на ангелите своји за тебе да те чуваат на сите патишта твои, ќе те понесат на раце да не ја сопнеш од камен ногата своја. И така,
Овие два стиха носат ново успокојување, бидејќи не подстојат на ангелската Божја војска, која е ставена во служба на нашата безбедност. Има едно место во Божјото Слово, кога Елисеј со неговиот слуга беа обиколени со непријателска војска огромна, и излезе слугата утрото и ја виде таа војска, се уплаши, тогаш мој Елисеј се помоли Бог да му ги отвори очите. И кога му се отвори очите, тој виде огромна Божја армија ставена во служба на нивната заштита. И таа војска, која е многу побројна од непријателската, бидејќи самиот Елисеј рече дека оние што се со нас се многу повеќе од оние што се против нас, се грижи за најмалите нешта, тоест дури и отсопнување на ногата од камен, дури од најмалите опасности. И на крајот, која е импликацијата од сето тоа? Смелоста. Вели на отровница и на змија, во 13 стих, ке нагазуваш, лав и змеј ке сгазуваш. И сега ова е неправилното толкување што некои го имаат, го прават овој псалм, зашто буквално одат и газат змии или фаќаат со рака змии. Не, ова е една метафора. Метафора која говори за смелост. Кога доаѓа опасноста, нема страв. Знаејќи дека сме сигурни во Бог, имаме и смелост. Сигурноста раѓа смелост. Стравот парализира. Стравот води до пасивност, до бездејствие. Ако се уплашиме, ќе се згрчиме во нашиот страв. Ако сме сигурни во Бог, ќе имаме смелост и во опасноста да действуваме. Да, бродот е најсигурен во пристаништето, но бродот не е изграден да седи во пристаниште. Бродот треба да излезе на отворено, да плови низ морени, океани. И ние не сме создадени да седиме дома. Ние сме создадени да служиме и во опасностите да го правиме она што Бог го бара од нас. Последните 3 стихови говорат за тоа се дополнителна гаранција за сето тоа што го кажавме, зашто самиот Бог се вклучува. И вели, бидејќи се надеваше во мене, ќе го избавам и ќе го заштитам. Зашто го позна моето име, ќе повика кон мене и ќе го чуем. Со него ќе сум во неволја, ќе го избавам и ќе го прославам. Ќе му дадам многу денови и ќе му го јавам спасението од мене. Така, ако до овој момент Мојсей споделуваше своји искуства, сега Бог се вклучува, тој почнува да говори. Тој буквално става печат на сето она што е кажано. Дава гаранција, се подпишува. Го гарантира нашето избавување со своето присуство во неволите. И на кого е гарантирана таа безбедност? Самиот Бог вели, но оној кој се надава во мене, но оној кој го познава моето име, но оној кој ме повикува мене. Сите овие фрази говорат за близина со Бог, говорат за доверба во Бог, говорат за познавање на Бог, општење со Бог. На Бог се надеваат оние кои го познаваат. Ако познаваат оние кои веруваат во Него. Оние кои веруваат во Него го познаваат, сакат да бидат во Неговата близина. И тие имаат надеж во Него. И го бараат Бог, го повикуваат Неговото име. И Бог гарантира. И не само што има избавување, вели Бог, и ќе го прослави. Избавувањето не е само за избавување, избавувањето е славно. Крајот на избавувањето е да бидеме и ние прославени, и така прославени да го прославиме и Бог. Така да, одговорот на прашањето е, има ли безбедно место? Има. Безбедното место е во Божјото присуство. Бог гарантира безбедност. Амин.